четврток, 29 август, кратки вести во 12 часот. СВР Охрид во содејство со регионалниот центар Запад, граничен надзор Охридско езеро, а по насоки од основното јавно обвинителство Охрид, презема мерки за пронаоѓање на 52 годишниот Илија Танчев од Пловдив, лицето што на 9 месецов исчезна при нуркање во водите на Охридското езеро, информираат за Супер радио и Охрид прес од СВР Охрид. На 10 август во атарот на селото Трпејца кај местното викано Надол пронајдено е патничко моторно возило во сопственост на Танчев Илија, кое е вратено на неговото семејство, информираат од секторот. Неодамна објавивме дека бил направен обид да се лоцира телото со сонар, но дека потрагата не вродила со плод. Добрите познавачи за редакцијата велат дека најверојатно ќе биде потребен посебен сайт скен сонар за лоцирање на објекти на дното. Официјално во Струга нема пријавено независни кандидатури за градоначалник и советници, но сепак активности од поединци кои најавија кандидатури за прв човек на градот, како на терен со граѓаните, така и на социјалните мрежи, се позабележителни. Уште во јуни бизнисменот Менди Ќура ја формализира својата кандидатура за независен градоначалник на општина Струга, а еден месец по него и адвокатот Бесник Асани. Аспирации за првата градска фотелја во Струга преку социјалните мрежи покаже и Роберт Милески, кој ги повика и граѓаните со пополнување формулар да бидат дел од независната советничка листа. Под мотото Заедно за Струга, како кандидат на Алијанса за албанците на села, е урологот Арсим Далипи. Се на се, Струга ја очекуваат интересни и неизвестни денови. Порталот Travel and Leisure го вброи Охрид помеѓу 20 најубави дестинации во Европа. Охридското езеро може би поминува незабележано од бројните патници, но штом ќе ги здогледате неговите блескави води на сончев ден или ќе дознаете за неговата историја, веројатно ќе сакате да испланирате патување таму што е можно поскоро, порача неодамна порталот. Додаваат дека последните неколку години археолозите работеа и на откривање на село старо 8000 години поставено на колци, за кое се вели дека е најстарото од ваков вид во Европа. Времето денес претежно сончево и топло со мала до умерена локална облачност, дува слаб до умерен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 30 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.